Денот Илинден, покр од религиски аспект, е важен од историски, и затоа овај празник е денот на Републиката. Всушност, во далечната 1903 година е започнато така нареченото Илинденско востание, со цел ослободување и создавање независна Македонија, и ова идеја била потикната од познатите револуционери и комити. Професорот по историја Елена Милева вели дека овој празник има големо значење за нас македонците. Во Македонија 2 август ден Илинден од историски аспект всушност се празнува многу повеќе. Тоа е денот кога 1903 година започна познатото Илинденско востание за ослободување и создавање слободна и независна Македонија, идеја и желба која тлеела во срцата на нашите Гоце Делчев, на Даме Груев, на Никола Карев, Тито Гули, Јане Сандански и многу други. Истиот ден Илинден во манастирот Прохор Пчински се одржало и првото заседание на АСНОМ, каде биле ставени темелите на слободна и независна држава. Тој борбен процес траел повеќе од 41 година и на истиот ден, токму на Илинден, 1944 година, во манастирот Свети Прохор Пчински се одржа првото заседание на АСНОМ каде се ставија темелите на слободна и независна Република Македонија. Во зборовите на најстариот присутен делегат Панко Брашнаров е собрана сета вистина. Тој ќе каже: денеска е вториот Илинден, последен Илинден на неслободна Македонија. Се ставаат темелите на ослободена и независна Македонија. Големината на овој ден се чувствува кај секој еден македонец. Нека ни е честит и нека е вечно сеќавањето на овие два Илиндена. Потребно е да се зголеми почитувањето, но и чистувањето на овој празник, додава Милева, со што ќе се даде поголем придонес за истиот. Меѓутоа, пожелно би било да се зголеми почитувањето и чествувањето на овој празник. Големат манифестациите со кои што ќе се збогати празнувањето и почитувањето на овој празник. Македонија под османлиската власт паднала кон крајот на 14 век и во составот на империјата се задржало до крајот на Балканските војни, кога била поделена помеѓу балканските држави.